Ви благодарам што и покрај многуте ангажмани во оваа предизборна кампања одвоивте време да бидете дел од вечерашната вертирашка. Сметам дека е значен и за вас, и за гледачите вашиот гласачки електорат. И да почнеме веднаш со првото прашање. Ве слушав интензивно деновиве околу главните поенти на програмата предизборна на коалицијата Сонце. И она што веројатно ги интересира најмногу гледачите е прашањето врзано со вашиот доста ригиден став дека вие ќе внесете Македонија за 6 месеци во НАТО. Која е вашата конкретна агенда апропо тоа прашање? Не мислам дека е тоа ригиден став, мислам дека е тоа неопходен став за Македонија. Ние во изминативе години како држава работевме многу да ја добиеме НАТО поканата, работевме многу да добиеме европски преговори, меѓутоа во овие 2 години Македонија практично стои во место. И во овие 2 години гледаме како околу нас државите ги искористуваат своите шанси и ја губиме предноста која што ја имавме во споредба со Албанија, во споредба со Црна Гора, јас ве уверувам и во споредба со Србија. Значи, она што го ветуваме е она што веќе еднаш сме го сработале. Во 2005 година Република Македонија бараше да стане земја кандидат. И за тоа исто така требаше консензус на сите земји членки на Европската Унија. Истата Грција ги имавме, истите проблеми со неа, истиот премиер беше на власт. Меѓутоа не дозволивме преку комбинација на паметни домашни политики, меѓутоа и многу јака и многу активна дипломатија, не дозволивме Грција да го активира ветото. Тоа за жал ни се случи сега во 2008 и јас сум убедена и сум сигурна дека за 6 месеци, доколку Македонија добро ги изигра своите карти, доколку лобира активно, доколку дома води паметни политики, дека Македонија може да си ја изработи поканата за НАТО. Тоа го тврдев и во 2004, го тврдев во 2005, се покаже дека сум била во право. Со тој легитимитет, со тие резултати, мислам дека можам да излезам пред македонските граѓани и да кажам, еднаш се изборив, сакам уште еднаш да се изборам за Македонија.